Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро. Срдечен поздрав од студиото на Глас на надежда од Кавадарци. Секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ние сме овде со вас и за вас. Денеска е 6 декември, понеделник 2021 година. Сонцето изгрее во 6 часот и 43 минути, а ќе зајде во 16 часот и 2 минути. Уште 25 дена недела од крајот на годината, односно од почетокот на новата година. Што се однесува до денешните сервисни информации, времето ќе биде облачно со врнежи од дожд, а на повисоките планини на северозапад од снег. На места врнежите ќе бидат поројни и обилни, особено попладне и во ноќните часови. На повеќе места ќе наврнат над 20 литри метри на квадрат воден талок. Преку денот ќе дува слаб до умерен, а особено во источните делови повремено засилен југоистичен ветер, кој во текот на ноќта ќе се промени во северен, поради спуштање на студена воздушна маса од север, кон крајот на денот врнежите, освен на планините, ќе преминуваат во снег и на повисоките места. Значи, ова утро, почитувани гледачи, 8 на релативно топло, температурите се позитивни, се движат од 2 до 4 во западниот дел на нашата земја, во полошкиот дел. Во Скопскиот регион од 4 до 10 температурата ќе се движи, Кумановско од 5 до 11, во Беровскиот регион од 6 до 10, Гевгелијско-Струмичкиот дел од 10 до 14, слично и во Теквишијата од 10 до 14, а во Пелагонија од 7 до 12 и во Охридскиот дел од 7 до 9 степени. Нешто слично ќе биде и во утрешниот ден, облачно со врнежи од дожд, на планините и на повисоките места од снег. Повеќе врнежи ќе има во источните делови, а во останатите подречја ќе бидат послаби. До крајот на денот снег има и на некои пониски места, главно во северните и источните делови. Снежната покривка на планините ќе се зголеми, а нова ќе се формира на повисоките места, како и на некои пониски места ќе дува засилен ветер од северен правец. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервисни информации како време ќе имаме денеска и што не очекува утре. На почетокот на оваа наша утринска програма ние повторно ќе се помолиме на Господа. Драги Боже, фала Ти за овој нов ден и за ова ново време што ни го подаруваш во нашиот живот. Те молиме денеска да бидеш со нас, со сите нас, да не чуваш и да не благословиш. Тоа те молиме во името Исусово. Амин. На почетокот сакам да споделам неколку искри на мудроста, мисли кои верувам ќе ни бидат добри и поучни за денешниот ден. Секоја своја грижа предајте ја на Бога, бидејќи Тој се грижи за вас. Интересна мисла, секоја грижа да ја предадеме на Бога. Не е важно она што го носиш на себе, важно е она што го носиш во тебе. Најтежок е првиот чекор, потоа се оди лесно. Верата ве подкрива до небото. Исто така убава мисла. Ако постои замена за мудроста, тогаш тоа е молчењето. Кога ти е добро, верувај во Бога. Кога ти е лошо, повторно верувај во Бога. На луѓе не се надевам, само на Бог се надевам. Еве некој и таква мисла запишал. Подобро да бидеш дете Божје, отколку да бидеш цар на цел свет. Бог не ни го дава тоа што не можеме да го издржиме, туку ни помага да го издржиме тоа што ни е дадено. Бог е со вас секогаш и во добрите и во лошите времиња.
Тој ветил дека никогаш нема да ве остави се до крајот на времето. Може не го чувствувате тоа сега, но продолжите да го барате со целото ваше срце и ќе го најдете и ќе го запознаете на начини кои не сте ги знаеле порано. Еве уште една мисла, семето што го сееме денес го определува плодот што ќе го береме утре. Еве тоа беа почетните капки на мудрост, почитувани гледачи, за ова утро. Ќе поминеме сега на нашата утринска порака, што сакам да ја споделам. 6 декември, врвен чин на измама. Утринскава порака ја наоѓаме во Евангелието според Матеја во 24 глава, 4 и 5 стих. Исус одговори им рече: гледајте да не ве заблуди некој, зашто мнозина ќе дојдат во моје име, говорејќи јас сум Христос, и ќе ве заблудат. Во завршниот чин на големата измама, лично сатаната ќе се прикаже како Христос. Црквата долго тврдела дека го чека доаѓањето на Спасителот да ги исполни низините надежи. Сега големиот измамник ќе создаде впечаток дека Христос веќе дошол. Во разни краишта на светот сатаната ќе се појави меѓу луѓето како величествено суштество во блескотен сјај, кое ќе биде слично на описот на Божиот син во откровението на апостол Јован. Низ воздухот ќе се разнесува триумф на победа. Христос дошол, Христос дошол. Народот ќе паѓа ничком пред него, обожувајќи го. Со благ и чувствителен тон ќе изнесува некои прекрасни небесни вистини што ги изнесувал Спасителот. Ќе лекува болести кај народот и ќе тврди дека е Христос, дека саботата ја променил во недела и на сите ќе им заповеда да го празнуваат денот што тој го благословил. Само они кои ревносно го истражуваат Светото Писмо и кои имаат љубов кон вистината, ќе бидат заштитени од големата измама што ќе го зароби целиот свет. Спасителот својот народ го предупредил во овој поглед и точно го опишал своето доаѓање. Оти ќе се појават лажни Христоси. И така како ви речат, ене го в пустина, не излегувајте, ене го во тајни соби, не верувајте, зашто како молњата што излегува од исток и се гледа дури до запад, такво ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Матеј 24 глава, од 24 до 27 стих. Не е можно да се имитира ова доаѓање. Тоа ќе биде сеопшто познато, сите ќе го видат. Дали Божиот народ денеска е толку цврсто утврден на неговото слово за да не се потпира врз своите сетила? Дали во овој решавачки час ќе се потпира врз Библијата, само врз Библијата? Еве, почитувани гледачи, тоа беше утринската порака. Утринскиот текст кој го читавме од Евангелието според Матеја 24 глава, 4 и 5 стих. Наистина овде Бог не предупредува. Христос не предупредува дека пред неговото доаѓање ќе се појават такви учители кои ќе бидат многу слични на оригиналот, но наше е да ги препознаеме таквите лажни учители врз основа на Библијата, на библиските информации и стихови кои ги читаме. Вели овде во завршниот чин на големата измама, лично сатаната ќе се прикаже како Христос. Денеска демоните ги лажат луѓето, но тогаш самиот сатана, како наискусен мајстор, ќе се заземе, овде пишува, со надеж и со намера да ги преваре, да ги прелажи избраните. Сега големиот измамник ќе создаде впечаток дека Христос веќе дошол. Меѓутоа, ако ја знаеме вистината, библиската вистина, дека Христос ќе дојде на облаците, како овде што читавме, како молња, која секој може да ја види на облаците на сводот, така и Христовото доаѓање ќе биде јавно, видливо за сите луѓе од целата планета, од исток, запад, север и југ. Овде вели ќе се разнесе глас, триумф на победа. Христос веќе дошол, Христос дошол. Христос нема да дојде, почитувани, само во некои делови од светот, дали во Лондон, во Мелбурн или во Вашингтон. Тој ќе дојде видливо на облаците за сите луѓе. Овде пишува, само они кои ревносно го истражуваат Светото Писмо и кои имаат љубов кон вистината ќе бидат заштитени од големата измама што ќе го зароби целиот свет. Овде пишува, целиот свет ќе биде заробен и прелажен. Но ќе има група на луѓе кои ќе останат верни
на Христа, верни на Божите зборови, Спасителот својот народ го предупредил во овој поглед и точно го опишал своето доаѓање. Оти ќе се појават лажни Христоси. И така ако ви речат, еве го во пустина, не излегувајте, еве го во тајни соби, не верувајте, зашто како молњата што излегува од исток и се гледа дури до запад, тако ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Не е можно да се имитира ова доаѓање, тоа ќе биде сеопшто познато и сите ќе го видат. Нека Господ ни помогне, почитувани гледачи, да навистина бидеме внимателни. Вистината и лагата ќе одат толку близко една до друга. Меѓутоа, вистината е една, а лаги има многу. Зато Господ да не чува и во овој ден и да не води со неговиот Свети Дух. Ќе продолжиме сега со едно писмо замислено до Исуса. Тоа ќе биде филмовано, односно читано од Сања Кушевска. Во наредните неколку минути да го слушнеме писмото упатено до Бога. Драги мои пријателе, не можев поинаку. Морав да ти напишам писмо за да ти покажам колку те сакам и колку се грижам за тебе. Видов како вчера разговараше со своите пријатели. Чекав цел ден надевајќи се дека ќе сакаш да поразговараш и со мене. Кога се приближи ноќта, за крајот на тој ден ти подарив сончев залез и нежен ветер да те освежи. Чекав, но не дојде. Тоа ме боли. Но се уште тебе те сакам затоа што сум твој пријател. Синоќа, видов како заспе и посакав да го допрам твојот образ. Затоа на твојата перница го излив месечевиот сјај. И пак чекав. Бев спремен веднаш да побрзам во оној момент кога ќе посакаш да поразговараш со мене. Многу подароци спремив за тебе. Меѓутоа, касно се разбуди и отиде да ги извршуваш своите обврски. Ти испратија моите солзи. Денес ми изгледаш многу тажен, многу осамен. Срцето ме боли, затоа што сочувствувам со тебе. Се случува и моите пријатели да ме заборават мене и многу пати ми нанесуваат болка. Но знај, јас те сакам. Само кога би ме послушал и би ја прифатил мојата љубов, за која што се обидувам да ти зборувам со убавината на синото небо и зелената трева. Шепотам за тоа во треперењето на листовите и боите на цвеќињата. Ти зборувам за вечната божествена љубов со жуборењето на планинските потоци и со пењето на птиците на кои им ги подарив песните на љубовта. Те облекувам со животворна топлина на сончевите зраци и те крепам со воздух, полн со мирисот на природата. Мојата љубов кон тебе е подлабокот океан и поголема од најголемите желби и потреби на твоето срце. Само кога би знал колку посакувам да бидам со тебе и да разговарам со тебе, би можеле вечно да живееме на небото. Знам дека на оваа земја е тешко. Го знам тоа добро. Сакам да ти помогнам. Сакам да те запознавам со мојот татко. И тој сака да ти помогне. Таков е мојот татко. Повикај ме, дојди, разговарај со мене. Немој да ме заборавиш, затоа што има уште многу нешто што посакувам да ти ги кажам. Но нема да ти досадувам повеќе. Слободно направи избор. Одлуката ја донесуваш ти. А јас те избрав тебе и ќе те чекам затоа што те сакам. Твојот пријател Исус. Се враќаме повторно во живо во нашата утринска програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо директно од Кавадарци, од нашето студио на Радио Глас на надежта од Кавадарци. Продолжуваме со нашата програма. Време е да размислуваме за молитвата. Всушност,
ова што го слушнавме од Сања претходно, беше една молитва, замислено писмо упатено до нашиот Бог. Молитвата е средство за комуникација која Господ ни ја оставил постојано секојдневно да имаме врска со небото, и затоа верувам како христијани, почитувани гледачи, ја користите молитвата со зборови. Молитвата не треба да биде напишана, иако не е грев да се напише, меѓутоа молитвата треба да произлезе од нашите срца, од нашите мисли, од нашите чувства, оно што го чувствуваме. И затоа би сакало утро повторно да прочитам неколку убави реченици и мисли од книгата Патот кон Христа, која уште еднаш ќе не подсети дека ние како христијани треба да ја користиме постојано молитвата во нашиот живот. Нам ни се потребни појасни појми за Исуса и поцелосно сваќање на вредноста на молитвата. Нашата душа нека се отвори, нека се издигне за Бога, да може да ни помогне да ја вдишуваме небесната атмосфера. Ние мораме да живееме во таква Божја близина, што при секој неочекувано искушение нашите мисли да се свртуваат кон Него, исто толку природно како цутот што го следи сонцето. Како христијаните, кога христијаните меѓусобно би се дружиле, кога меѓусобно би разговарале за Божјата љубов и за драгоцените вистини на откупувањето, нивните срца би биле освежени и тие меѓусобно би се крепеле. Ние би морале секој ден подобро да го запознаеме нашиот небесен Отец, да стекнуваме нови искуства со Неговата милост, тогаш би сакале и да зборуваме за Неговата љубов, и кога би го правиле тоа, нашите срца би се загреале и охрабриле. А како би го направиле тоа, освен со проучување Библијата и со молитва? Кога повеќе би мислеле и разговарале за Исуса, а помалку за себе, би биле многу почесто во Негово присуство. Кога би мислеле за Бога само онолку колку што имаме докази дека Тој се грижи за нас, тогаш Тој секогаш ќе биде во нашите мисли и ние ќе уживаме да зборуваме за Него и да го славиме. Ние зборуваме за поминливите работи затоа што се интересираме за нив. Ние зборуваме за нашите пријатели затоа што ги сакаме. Нашите радости и нашите таги се поврзани со нив. Сепак ние имаме неизмерно повеќе причини да го љубиме Бога отколку нашите земни пријатели. Би требало да биде најприродно Него да го ставиме на прво место во нашите мисли, да зборуваме за Неговата добрина, да раскажуваме за Неговата сила. Богатите дарови со кои не обсипал, не ни се дадени да го окупират нашето внимание и нашата љубов во толкова мера, за да немаме повеќе со што да му возвратиме на Бога. Тие би требало постојно да не подсетуваат на Него и да не поврзуваат со врска на љубов и благодарност со нашиот небесен добротвор. Ние живееме премногу близу до земните низини. Да ги подигнеме очите кон отворената врата на небесното светилиште, во кое светлината на Божјата слава го осветлува лицето на Христа, кој може да ги спасува за вечни векови оние кои преку Него доаѓаат кај Бога. Би требало повеќе да го славиме Бога за Неговата верна љубов и за Неговите чудеса што ги прави за човечкиот род. Нашата побожност не смее да се сведе само на барање и примање. Не треба секогаш да мислиме на нашите потреби, а никогаш на благословите што ги примаме. Ние воопшто не се молиме премногу, туку премногу сме штедливи во благодарењето. Ние постојно примаме Божја милост, а сепак колку малку благодариме, колку малку го фалиме Бога за се што сторил за нас. Затоа, почитувани гледачи, молитвата ни е тука, преку која можеме ние да ја искажеме нашата благодарност за се оно што го постојано добиваме во текот на денот од Господа. Во старо време Господ им наредил на израелците кога ќе се соберат на богослужение и јадете таму, вие и вашите семејства во присуство на својот Господ Бог, и радувајте се со оно што го остварите, што ќе го остварите со вашите раце, и благословот со кој ве благослови вашиот Бог. Бог треба да го славиме радосно, со похвални песни и со благодарност, а не со жалост и незаинтересираност. Нашиот Бог е нежен, милостив Бог.
Богослужението не би смело да се смета за некаква жалосна, здодевна церемонија. За нас би требало да биде уживање, да му дадеме слава на Бога и да учествуваме во неговото дело. Бог, кој на своите деца им осигурал толку големо спасение, не би сакал тие да се однесуваат така како што да е тој негов постар брат. Тој е нивни најдобар пријател и кога ќе се соберат на богослужение, тој сака да биде со нив, да ги благословува и да ги теши, да ги исполнува во нивните срца со радост и со љубов. Наистина, почитувани гледачи, молитвата е тука. Дали ќе ја користиме во нашиот секојдневен живот, зависи од нас. Молитвата е двонасочна комуникација, не само еднонасочна. Ние бараме од Бога, но и очекуваме благослови, а Бог рекол дека ќе не благослови. Нека и денеска молитвата биде составен дел од нашиот живот. Продолжуваме со уште една христијанска песна, потоа повторно се враќаме во живо во нашата програма. Се враќаме повторно во живо во нашата програма. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта од Кавадарци. Наред е рубриката Животни искуства. Ово утро сакам да споделам едно трогателно искуство, трогателна приказна, која докажува дека треба да ги цениме нашите најблиски пред да биде
docna. Znači, во наредните неколку минути ќе ви пренесам едно искуство на една стара баба, стара господја која го доживеала тоа искуство и еве тоа е напишено, јас ќе го пренесам ово утро до сите вас, почитувани гледачи. Независно од тоа како светот се менува, проблемот на генерациите постои во секое време. Значи, тој јас, што се вели од генерација на генерација, од секојаш постоел. И иако е многу тешко да се разбере лице кои имат големи разлики со нас, треба да ги цениме нашите баби и дедовци. Понекогаш, знаете, нашите стари родители, баби, дедовци, ги ставаме така на страна. Тие се тука поред нас, многу можеби не посветувам време за нив, но кога ќе починат, кога ќе ги снема, тогаш чувствуваме дека многу ни недостасуваат и многу патиме и жалиме за нив, можеби затоа што за време на младоста, односно за време додека биле тие живи и поред нас, не сме посветувале доволно внимание. Тие се секогаш ќе останат за нас упориште на вистински вредности и извор на мудрост. И ова е едноставна вистина која треба да се запамети. Еве, во наредните неколку минути ќе ви пренесам дел од ова искуство, почитувани гледачи на ова стара господја или што велиме баба. Баба беше дебела, широка, со мек, мелодичен глас. Целиот стан е пон со неизини глупости врескаше таткото на Борис. Па каде да оди стара жена? Му се спротистави мајката на Борис. Во дом за стари лица, ете, каде, таму е местото, додаде таткото. Тоа се вообичаени разговори, на жалост, кај младите, кај стиновите, кај керките, кај децата, кога е во прашање нашите стари родители. Домот е место за стари луѓе и зато се вели дом за стари лица. Во дом за стари лица, ете, таму им е местото. Сите во куќата, вклучувајќи го и Борис, ја гледаа својата баба како сосема непотребна личност. Баба спиеше на тврд душек. По цела ног се вртеше од еден до друг колк. Наутро прва ќе станеше и ќе почнеше да работи гласно во кујната. Се извинувам. Борис беше следен. Потоа ги будеше керката и зетот: станете, ајде станете, водата е во чајникот, зовре, да испиете нешто топло пред да тргнете. Потоа го будил и внукот Борис: стани, мило моје, да одиш на училиште. Зошто? Ја прашал Борис со сонлив глас. Затоа што темниот човек е глув и нем. Ете затоа, му одговорила бабата. Оди ти, бабо, дополнително му рекло момчето на својата баба. Бабата скоро секој ден му ги чистеше чевлите на таткото на Борис и кога малиот Борис ќе се вратеше од училиште, ќе го фрлеше ранецот во рацете на бабата и ќе извикнеше: бабо, што има за ручек? Бабата го оставаше плетењето, ја поставуваше масата и го гледаше Борис како јаде. Тој во тие моменти ја чувствуваше бабата како близок пријател и раскажуваше за сите згоди и незгоди во училиште. Бабата го слушаше со љубов, со големо внимание, велејќи: се е во ред, Борче, и добрите и лошите работи се добри. Од лош човек ќе работиш повеќе, од добра душа ќе цветаш. На Борис му пристигнал пријателот и кога сакал да се поздрави со бабата, Борис му кажал дека не мора затоа што таа е старото дрндало по дома. Другарот останал збунет, а бабата со солзи во очите. Додека разговарале во другата соба, пријателот го прашал зошто така се однесуваат со нивната баба и дека таа треба да е главна во куќата, затоа што повеќе не може да работи како порано. Не можеш така да ја навредуваш. Замисли да дознае татко ти, рекло другарчето. То нема да биде проблем, ниту тој не ја поздравува, одговорил Борис. По овој разговор Борис се подзамислил и додека сите седеле во собата ја прашал бабата: бабо, дали ние треба да те навредуваме? Нашата баба е подобра од сите, а живее полошо од сите, никој не се грижи за неа. Мајка му била изненадена, а таткото му луд. Кој те научи да ги осудиш твоите родители? Погледни ме, уште си мал. Бабата, насмевнувајќи си, рекла: би било глупово
da ne se radovаш? Sin ti raste. Jaz go proživjav moj život, vas starosta doprava već čeka. To što ki go ubiješ, nema da se vrati. Grbotna babata stana lušte popodvitkan. Tatko to se šeguvaše. Majko, šte malku su zemjata ke se spojite. Majkata na Boris navedeno mu veleše. Prestani taka da zboruvaš so stara žena. A koja ke prašaše babata da završi nekoj raboti veleše. Debe mamo, kako želka si do kujnata, ke te pratam eden sat, te nema. Babata eden den počina. Počina pred majski od praznik. Ta umre sama, sedejki na stol, pletejki čorapčinja za Boris. Imaše pribor na masata taka što očigledno go čekala Boris. Narednio den ja pogreba. Koga se vrati Boris doma, ja vide majka mu kako kleči do kovčigot koji go čuvaše njegovata baba. Vnatri imaše mnogo stari i čudni raboti. Majka mu držiše crvena čevlička, voracete i plačeše. Ušte ja čuvala, moja je. Togaš od kovčigot počna da vadat raboti koji babata gi čuvala za niv. Košula i čevli za zetot, marama od svila za kerkata, rakavici i šal za Boris. Togaš tatko mu na Boris izvadil i kesička so slatki, na koja pišuvalo za mojot Borče. Boris togaš preblede gi grabna bombonite izleze na dvor. Luteše dolž ulicata. Toj došol doma kon krajot na večerta, očite mu bija otečeni od solzi, a sveža glina mu bila zalepena na kolenata. Torbata od babaja stavi pod njegovata pernica i pokrivajkija glavata so kebe si pomisli. Baba nema da dojde da me razbudi nautro. Poštovani prijatelji, ova beše ova trogatelna prikazna koja dokažava deka treba da gi cenime našte mili dragi dodeka se živi. Koja ke počinat seba dijela. Može da odime svekoj den na grobišta. Može da im nosime hrana, da im stavame najdobrite cvekinja, no to ne vredi. Počinatio to ne može da go vidi i da go počustova. Dodeka se živi našte mili dragi, našte prijatelji, da gi cenime, da gi sakame, da gi počituvame u smislu kako luge i da gi delime i dobrite i lošte raboti zajedno. Ovo mlado momče Boris, kako se odnesovao. Nedobro kon svoja ta baba. No to go pravili njegovio tatko, no koga ta zaminala, koga baba ta počinala. Togaš shvatile koliko im nedostasova njena ta majka i njena ta baba. Boris togaš prebledal, gi gramil bomboneti izlegal na dvor. Koja gi vidjel site skrijine raboti vo toj kovček, što baba ta go čuvela. Mnogo podaroci tamo imalo za sitevo semejstvo to. Na kolenata imal zalepeno glina, zemlja, zašto bil na grobot i klečel, plačel, mi go to bilo docna. Torbata od babaja stavi pod njegovata pernica i pokrivajke, a glavata so kebe si pomisli, baba nema da dojde da me raspoti. Vjerujem deka nije gi cenime našte stari roditelji, našte mili dragi, bez razlika kakvi se, koliko se stari, so što se obremeniti, tije se del od nas i nije sme del od njih. Zato Gospod da ni pomogni, da ni prosti ako može bi smo bili nemarni kon našite stari roditelji. Продолжуваме, почитувани пријатели, со рубриката за здрава храна и здрави рецепти. Ово утро би сакал да зборуваме за шекерот. Сладов вкус со горчливи последици. Верувам дека многу луѓе обожаваат шекер, односно сладки, кои се направени од шекер. Дали е добро да конзумираме сладки работи? Колко е убаво кога за време на празниците гледаме прекрасно подготвени колачиња во најразличити бои, прилично украсени торти, изобилство чоколади, сите видови безалкохолни пијалоци. Овој рафиниран шекер стана неодвојив дел од подготовката за нашите омилени јадења. Но дали знаеме се за овој сладок пријател? И дали тој навистина ни е пријател? Еве ќе пренесам неколку совети
koji ги имам овде пред себе напишано во врска со употребата на белиот шекер. Белиот шекер не само што не содржи витамини и минерали, туку тој предизвикува и губиток на некој од нив. Така, например, шекерот предизвикува губиток на хром од организмот, па телото треба овој минерал да го извлекува од своите резерви. Истото се случува и со калциумот, фосфорот и железото. Со консумирање на бел шекер слабе и контролата на нивото на шекерот, се мисли на гликозата во крвта. Во екстремни случаи може да доведе до развој на шекерна болест, диабет, која денес е во постојан пораст. Решение не е ни кафеовиот шекер, бидејќи иако содржи нешто минерали, тој во организмот се разградува исто како и белиот шекер, затоа користете го само повремено и умерено. Значи некои велат, еве ќе земе кафеав шекер, тој е поздрав и така натаму. Меѓутоа, еве, писателот нова статија вели дека кога ќе го земе кафеавиот шекер и тој се разградува слично како белиот. И сврлањето на белиот шекер од исхраната дефинитивно значи свртување нов лист во животот. Сите знаат дека белиот шекер не е добар за зъбите, но постојат и многу посериозни проблеми кои доаѓаат со неговото консумирање. Како што нагласивме, факт е дека шекерот дава само празни калории и дека не содржи витамини и минерали кои му помагат на телото да се одржи во добро здравје. Прво, ги одбива органите во мастите. Ги одбиваат, значи, органите во мастите. Да видиме зашто станува збор. Фруктозата, состојка на шекерот, го тера црниот дроб поефикасно да ги складира мастите и то на чудни места. Со време доаѓа до создавање на масни наслаги околу црниот дроб, што предизвикува негово заболување. Ако во исхраната се користи бел шекер, сахароза, значителен дел од сахарозата не се разградува до прости шекери, туку останува неискористена како таква директно влие на зголемувањето на мастите во организмот. Вишокот на масти во организмот предизвикува, односно доведува до различни оштетувања на органите и до појава на многу болести. Со други зборови, со користење на бел шекер може да дојде до оштетување на панкреасот, до појава на шекерна болест, до појава на кариес кај децата, до развој на кардиоваскуларните заболувања, до пораст на триглицеридите во крвта, до зголемување на крвниот притисок и слично. Да го разгледаме тоа подробно. Прво, придонесува за развој на диабетис. Со секои дополнителни 150 калории дневно добиени преку внесот на шекери, шансите за зболување на диабетисот се зголемува за 1,1%. Предизвикува диабетис тип 2, хаос на холестеролот, лошо влие врз срцето, доведува до висок крвен притисок, станувате стрвни, значи кога човек јаде повеќе сладки, се повеќе и повеќе гладен. Затоа овде вели станувате стрвни. Станувате зависни од шекер. Постојно чувство на замор, води кон депресија, предвремено старење. Зашто често пати го слушаме изразот бела смрт, значи шекерот и солта се нарекуваат бела смрт. И сега може овде да прочитаме, почитувани пријатели, многу совите, еве само ќе споделам некои. Како влие шекерот на срцето? Срцевите заболувања и диабетисот се тесно поврзани. Срцевиот и мозочниот удар се најчести причини за смрт, 65% кај луѓето со диабетис тип 2. Доведува до висок крвен притисок, доаѓа до прекомерно лачење на инсулин кој влие лошо врз циркулацијата и крвните садови. Хронично високо ниво на инсулин предизвикува брз раст на мускулните клетки околу крвните садови, што доведува до стврднување на ѕидовите на артериите, а тоа е чекор кон висок крвен притисок. Шекерот предизвикува лачење на хемикали кои влијат на центарот за задоволство во мозокот, односно на лачење на опиоди и допамин, како и кај лицата кои консумираат наркотични средства. Во овој случај се развива толеранција на шекер, што значи дека е потребна поголема количина шекер за да се постигне чувство на задоволство.
Понатамо постои поврзаност меѓу депресијата и консумацијата на благо. Воочено е дека лицата кои внесуваат многу шекери со текот на времето стануваат склони кон депресија. Ете, гледате, се какви болести може да предизвика внесување на шекер, односно на големи количества на сладки. Шекерот во крвта се врзува за протеините и така се формира штетни молекули наречени АГЕ, кои ги напаѓаат околните протеини, вклучувајќи ги и протеинските влакна во колагенот и еластинот, состојки кои ја прават кожата цврста и еластична. Како резултат на тоа доаѓа до создавање на брчки и опуштање на кожата. Гледате, почитувани пријатели, какви се негативни последици може да предизвика употреба на шекерот во нашата исхрана. Најголем ризик од консумирање на вишок шекер се состои во тоа што секој внес на сладок производ, имунитетот на организмот се намалува за 75%, а тоа трае 4 до 6 часа. И еве, при крај на ова размислување за шекерите, да прочитаме и овие совети. Што може да ја зголеми желбата за шекер? Конзумирање на намирници кои содржат шекер создаваат постојана желба, при што количината се зголемува, чувство дека не можеме да се контролираме. Второ, хаотична и нередовна исхрана. Трето, неможност да се справиме со надворешниот стрес. Четврто, решавање на фрустрации и проблеми со јадење на сладки. И пето, премногу сол и намирници од животинско потекло во исхраната. Затоа, почитувани пријатели, да се ослободиме ако користиме големи количини на шекери. Секако, имаме многу благи, сладки, шекерни работи и во природата. Може да консумираме, овоше, меѓутоа, овој рафиниран шекер да го се повеќе изоставуваме од нашата секојдневна исхрана. Еве само уште една-две реченици. Адвентистите во Лома Линда, Калифорнија, спаѓаат во една од сините зони на светот каде луѓето живеат подолго и најчесто им се поставува прашањето: што јадат адвентистите? Како целина, адвентистите обично практикуваат вегетаријанска исхрана. Нивниот избор на храна се состои од овоше, зеленчук, интегрални житарки, мешунки, млечни производи и здрави масти како маслиново масло. Повеќето адвентисти настојуваат да се држат настрана од преработената храна како што е шекерот, алтернативните за шекер и адитиви на храната како дел од 8 здрави здравствени принципи, што е една од причините зошто тие живеат подолго како заедница. Еве, тие беа советите за утро, почитувани пријатели, драги гледачи, за шекерот. Да го изоставиме колку што можеме, а благи работи може да најдеме во многу овоше што ги имаме денеска на нашите зелени пазари. Продолжуваме со уште една песна, а потоа повторно се враќаме уживо во нашата програма. Znam za jednu divnu rijeku koja teče kao mir, svaki jad i bolest liječi, jer u Bogu njen je vir. Pođi sa mnom na tu rijeku, jer svakog ko je žedan Isus zove, njene vode u vječnost teku od Božjeg prijestolja. Ko je žedan neka pije, okus joj je blagi med, svakom srcu za sve rane daje voda prava.
Znam za jednu divnu rijeku koja teče kao mir, svaki jad i bolest liječi, jer u Bogu njen je vir. Се враќаме живо во нашата емисија и ovo утро, почитувани гледачи. Следува рубриката за исчезнати градови и цивилизации. Всушност, пренесуваме археолошки информации дека Библијата е веродостојна, односно што Библијата го запишала. На своите страници денеска археологијата го потврдува дека е веродостојна. Денеска има луѓе кои се уште не веруваат на Библијата како Божје писмо. Но благодарение на археологијата, и ево да имам кај себе една убава книга од професорот Драго Обрадовиќ, кој ја напишал ова книга под наслов Археологијата ја потврдува Библијата. Па еве ќе ви пренесам неколку интересни факти од оваа книга. Камењата ке викаат. Прашливите ископини раскажуваат интересни и мощни возбудливи истории. Старите цивилизации веќе мртви илјадници години силно му ја упатуваат на човекот на 21. век безсмртната порака. Археолозите веќе 2 века истражуваат по Блискиот Исток, во таа колепка на цивилизацијата. Можеби Исус мислел на овие стрпливи ископувања кога рекол: ви велам, ако овие замолчат, камењата ке викаат. Денес безброј уверливи гласови од далечното минато му сведочат на современиот човек за сјајот и големината на заборавените цивилизации. Меѓу нив е каменот на Мернета, пишуван со египетски хероглифи, најран и засега единствен хероглифски документ во кој се споменува името Израел. Тука и црниот обелиск на сирскиот цар Салманасар III. Интересен споменик на кој се наоѓа единствениот до денес познат сликовит приказ на некој израелски владетел. Моавскиот камен содржи надпис на моавскиот цар Миса, пишуван со старо египетско, односно еврејско писмо, и го потврдува извештајот на Библијата од втората книга на царевите, 3 и 4 глава. Патувањата во минатото може да бидат мощни и интересни и да ни откријат нови видици. Гората Евал се наоѓа во непосредна близина на денешниот град Наблус. Во летото 1985 година имав предност како член на меѓународната археолошка експедиција да извршувам ископување на таа планина. И сега овде писателот, односно авторот на оваа книга, професорот Драго, опишува како тој искупување било наутро рано станувале, зашто преку дента е доста таму жешко, и што пронаоѓале, како тоа го складирале, му ставале бројчина на секој предмет, да се тоа подоцна не загуби, односно да се испитува, истражува и да се споредува со она што го пишува во Библијата, во Светото писмо. Тој овде опишува дека пронашле разни олтари, разни, предмети, онака како што Библијата ги запишала на своите свети страници. И на крајот професорот еве што констатира: немите споменици од далечното минато навистина стануваат мощни, гласни. Многобројни специјалисти му пренесуваат на денешниот свет извештаи од древното минато на многу јазици, на староегипетскиот, хероглифскиот, вавилонскиот, сумерскиот, хитетскиот и еврејскиот. Во големите музеи на светот се сместени цели царски библиотеки, преписки на уважени луѓе, значајни надписи и мноштво глинени плочки пишувани со клинесто писмо. Овие материјали не овозможуваат проучување и проверка на фактите што ја потврдуваат вистинитоста и точноста на библискиот извештај. Исус на своите следбеници им препорачал да ја проучуваат Библијата, зашто сметал дека таа е сигурна божествена објава која грешните луѓе ги води кон вечниот живот. Вие ги проучувате писмата, зашто мислите дека имате вечен живот во нив и тие сведочат
za mene. Еве, почитувани гледачи, дојдовме до крајот на ова наша и денешна утринска програма. Ви посакувам да имате убав ден, чувајте се, бидете одговорни и ви закажувам нова средба. Ако Бог даде живот и здравје, утре наутро во 8 часот и 30 минути ќе бидеме повторно заедно. Секое добро. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Некогаш цутеле најраните цивилизации во долините на реките Нил, Тигар и Еуфрат. Во мај 1798 година покрај илјадници војници во својот поход против Египет, Наполеон повели 175 научници, уметници, астрономи, геометри, географи, химичари, минералози, цртачи, сликари, картографи, техничари, ориенталисти, дури и поети, снабдувајќи ги со голема библиотека и со потребни научни помагала. 4000 години ве гледаат вас, им рекол Наполеон. Нивна задача била да соберат и да запишат се што ќе најдат во Египет, старини, предмети, споменици и надписи. Тоа било почеток на египетската археологија. Во јули 1799 година еден мал инженериски одред на француската војска под војство на генерал Бучард градел тврдина кај градот Рашид или Розета, како што го викаат европејците во западниот дел на делтата на реката Нил. Копачот на еден војник удрил во голема црна базалтна плоча со врежан надпис во 3 дела. Сите присутни веднаш сватиле дека ова поголема плоча мора да има некаква вредност, па ја исчистиле и ја пратиле на предпоставените во Александрија. Оттаму е пратена во Каиро и предадена на институтот во кој се наоѓал тимот на Наполеоновите научници. Уште првиот поглед на ова базална плоча предизвикала голема возбуда меѓу египтолозите. Веднаш се видело дека надписот е врежен во 3 дела и дека секој дел е напишан со поинакво писмо. Надписот бил двојазичен. Првите 2 дела се напишани со египетски хиероглифи, од кои долниот е напишан со поедноставно демотско народно писмо, кое влегло во употреба неколку века пред нашата ера. Третиот дел од плочата е напишан на грчки. Хиероглифскиот текст има 14 реда, демотскиот 32, а грчкиот 54 реда. Еден од генералите по струка хеленист лесно го прочитал грчкиот текст и се уверил дека содржи свечен проглас на египетските свештеници од Мемфис, објавен пролета 196 година пред нашата ера, на денот на коронисувањето на фараонот Птоломеј V Епифан, кралот на целиот Египет. Изворниот текст е на грчки јазик, додека хиероглифските и демотските текстови се превод. Двојазичноста на записот на каменот од Розета помогнала да се најде основа за читање на хиероглифите. Гледате, почитувани пријатели, драги гледачи, археолозите пронашле, овде имам и слика од таа плоча што е пронајдена на 3 јазици и на тој начин тоа едното писмо помогнало да се дешифрират и останатите писма или плочки кои биле пронајдени во земјата, и на тој начин ова е големо откритие.
големо откритие. Изворниот текст, како што рековме, како што прочитав, е на грчки, додека хиероглифите на демотските се превод. Отпечатоците од каменот на розета се пратени во Париз и во други европски градови. Според мирновната спогодба случена во септември 1801 година во Александрија, французите морале на англичаните да им ги предадат сите поважни египетски старини заедно со каменот на розета, кој така станал експонат изложен во Британскиот музеј во Лондон. Подосна, тој камен од розета, тој надпис го протумачил Жан Франсоа Шампелион. Значи, по 20 години напорен труд ги дешифрирал овие хиероглифи на каменот од розета, со што им возможил на научниците да ги читаат и да ги разберат египетските хиероглифски споменици. Ова е големо откритие, бидејќи подосна ќе се пронајдат многу такви надписи, но благодарение на овој текст и овој господин Жан Франсон, кој ги протумачил тие текстови, можеле да се читаат и останатите надписи или предмети кои биле пронајдени од страна на археолозите. Многобројните археолошки пронајдоци ни возможуваат подобро да го запознаеме и времето и околностите под кои живееле Израел и околните народи, а некои од тие откритија директно потврдуваат одделни настани опишани во Светото писмо. Еве, почитувани гледачи, уште еднаш археологијата ја потврдува веродостојноста на Светото писмо, на Библијата. И сите вие кои сакате да имате Свето писмо во вашите домови, слободно нарачете. Напишете го вашето име, презиме, вашата адреса, а ние ќе ви доставиме бесплатно Свето писмо на македонски јазик. Уште еднаш археологијата и во ова наше четиво ова утро ја потврдува веродостојноста на Библијата и на сите настани кои се запишени се настани кои се случиле во минатото, зашто ова книга Библијата е Божје писмо упатено до ова човештво, до наш денеска, да ние се приготвиме за она вечна средба, за оној славен ден кога Исус ќе дојде и повторно ќе го поведе својот народ во ветената земја, односно на небото, а после, според пророштвото, вечниот живот ќе отпочне овде, нова планета, но на обновена, очистена, и Господ ќе создаде нови услови за живење. Почитувани гледачи, еве дојдовме до крајот на ова наша утринска програма, бидејќи е петок. Не утре нема да имаме веќе предавање, односно утринска програма, и во недела се гледаме повторно во понеделник. Значи од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути, ако Бог даде живот и здравје, повторно ќе се видиме. И посакувам убав викенд, Господ да биде со вас, чувајте се и бидете одговорни. Секој е добро. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.